Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е Јасна Котевска, редовен професор на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Професорке Котевска, кога во еден момент помислуваме дека сме на чекор да излеземе од политичката агонија, гледаме дека уште подлабоко влегуваме во неа. Дали македонските политичари имаат капацитет да влијаат за позитивен епилог или разрешницата исклучиво ќе зависи од меѓународниот притисок, со оглед дека недвосмислено ни се нотира дека земјава е на работ на голема криза? Тешко е да се предвиди дали македонските политичари имаат капацитет, ќе мора да го најдат во секој случај. Меѓународниот фактор очигледно ќе има улога. Вчера беше објавено дека имаме нов германски олеснувач во преговорите. Меѓутоа, мислам дека суштинскиот капацитет за среќа го понесува македонските граѓани, што протестираат секој ден од 6 часот. Сведоци сме дека тие протести траат секој ден, веќе 3 недели во континуитет, дека освен во Скопје се шират, веќе се низ 12 градови во Република Македонија, и тоа е една од надеждите тие покажуваат граѓаните, ние покажуваме дека имаме капацитети за демократска европска Македонија, а на политичарите останува да се види колку ќе имаат капацитет. При тоа под политичари со капацитет не го подразбирам Никола Груевски, кој што сметам дека целосно е надвор од реалноста, има изгубено секаков компас и тој не верувам дека ќе има било каков капацитет да преговара. Мислам дека дури странците и не преговараат во некоја суштинска смисла со него, мислам дека го држат на кратко јаже, евентуално да не ја експлодира ситуацијата во некаква безбедносна смисла, од друга страна да има привид дека контролира некаква ситуација, меѓутоа искрено се сомневам дека било кој преговара со него во сериозна смисла. По аболицијата на Иванов, Гес, кој беше остро критикуван, стана јасно дека договорот од Пршино е целосно обструиран. Дали тоа беше клучниот момент кој ги натера луѓето масовно да излезат на улица? Еден од клучните почна со Архибригада 2009, па потоа беше, ако се сеќавате, Мартин Нешковски протестите 2011, па потоа беа студентските 2014 есента. И гледате дека ти имаат еден менталитет, мислам тука на Груевски и неговата врхушка, вклучувајќи го сега и овој Иванов како последен џокер што го имаат, дека имаат капацитет да ги експлодираат функциите на кои што седнуваат. Значи, тие буквално добива министерска функција, тој се однесува како терорист на таа функција, добива премиерска, тој ја експлодира таа премиерска, исто тоа се случи и со Иванов. Меѓутоа, штом Иванов и аболицијата им е последен гест на излез од ситуацијата во која што се наоѓаат, очигледно е дека се тие во очајна ситуација, дека веќе не контролираат баш ништо. Шарената револуција ги оболи дел од институциите со незините препознатливи бои. Имаше и негативни реакции. Дали е тоа израз на револтот кој веќе не може да се контролира и некој конечно сериозно треба да ја свати ситуацијата, затоа што со атмосферата на контрапротестите кои се одбележуваат со музика, како да се сака да се заскрие незадоволството. Наведувам една слична ситуација како и на политичката сцена. Да направам една паралела. Скопје 2014 и ова што се случува со шарената револуција е како некој да ви влезе крадец дома, да ги земе 1000 евра, например, имате заштедено, да потроши 30 евра расфрлајки пластични предмети врз дотогашниот намештај, колку год да е тој скромен, другите да ги земе со себе на Кајмански острови и вие со месеци живеете меѓу таа пластика, гипс и стиропор и одеднаш прснете со дезодоранс врз некој од нив и вашите соседи почнат да се бунтуваат дека е тоа акт на хулиганство, кога фактички вие сте во една символична смисла и фактичка смисла ограбен, нападнат и предмет на хулиганство на друг човек. Меѓутоа уште нешто, значи Скопје 2014 и објектите ќе се распаднат за кратко време, затоа што ние знаеме дека мислам дека околу 64 е донесен тој урбанистички план на Кензо Тангина, водечките тогаш експерти под капата на УНЕСКО, кои што работеа на реставрирање на Скопје. Во еден од 7-8 главни принципи на тој мастер план е дека, внимавајте, еден од основните е дека на левиот брег од реката Вардар не смее да се гради.
Тоа не е направено затоа што тие не сакале да го остават пуст, туку затоа што на тој дел од градот Скопје не се гради. Тие објекти го издржуваат тестот на времето. А негативните критики против герила акциите, против спомениците се апсолутно неоправдани по ниедна основа, а од друга страна, ако земете предвид дека сите комунистички и воопшто тоталитарни режими започнаа така што инсталираа споменици, но тие први настрадуваа со обезглавување на спомениците на Сталин, на Ленин, нивно закопување, горење во некој случај. Истото се случува сега со спомениците на Скопје 2014 со тоа што го гледате народот во многу побенигна ситуација. Тие дури не го ни загрозуваат ова монументално здание што се обида Груевски да го инсталира, тие само символично покажуваат дека не им се допаѓа. Мислам дека иднината на тие споменици онака ќе биде во некој моменто парк надвор од градот Скопје, каде што ќе одиме, ќе купиме влезница и ќе се прошетаме низ тие споменици да го видиме ова 10-годишно лудило овековечено во тие споменици. Во државава со години се релативизира вистината и кулминира поделбата на предавници и патриоти. Дали со една судска обработка на сите обвиненија што произлегоа од нелегално прислушуваните разговори, може да се стави крај на сите злоупотреби со цел за скривање на вистината? Значи, контрапротестите немаат никаков дух, ниту па имаат можност за траење. Тоа се луѓе кои што ги носат со автобуси од другите градови по завршетокот на работното време, ги враќаат назад и следниот ден мора да се појават на работното место. Тие контрапротести нема да траат долго, затоа што таму нема луѓе кои што ќе го поддржуваат. Груевски е сам. Од друга страна, прислушкуваните разговори мора да добијат своја правна и кривична разрешница, а таа е резултат на фактот дека Груевски самиот си инсталираше служба која што фактички на крајот му се одби од глава, затоа што тајните служби секогаш биваат инсталирани од тоталитарни режими, на крајот истите им пресудуваат на тоталитарните режими. Во која институција може да веруваат граѓаните кога во едни вакви турбулентни времиња најповиканото Министерството за внатрешни работи е обезвластено? Па како што ви реков, значи во МВР започна инсталацијата на Груевски како диктатор, во МВР и завршува, затоа е таму во моментов хаос. Значи прво е дека веројатно олигарсите ќе почнат да му бегаат. Второ, гледате дека неговата пиар служба пука по сите шавови. Ние го гледаме Груевски денес како на диабетичарите им кажува каков инсулин е паметно да користат, ја е тој најдобриот ендокринолог на светот. Па го гледате како демограф изиграва, сега сме во град, сега сме на село. Па после го гледате како го промовира Фројд. Па следниот ден го гледате како им објаснува на луѓето што чуваат крави како да ги молзат. Тоа е една тотално распаѓање на неговата пиар служба која веќе не знае што да му прави. Оти тие направија се. Значи тој е осамен. И сега негова пиар служба, Протугер и сите овие луѓе не знаат што му прати, како куклена представа го шетаат од една до друга област. И ето речи си служи за подсмев на светот, буквално мислам дека тој веќе нема чекори за играње. А третата опција во таа варијанта би била, што е најхардкор, вака не знам николку е возможна, но во услови кога аболицијата и како што убаво рековте, институцијата во која што верува народот е таму од каде што народниот протест почнува. Секој ден во 6 пред специјалното јавно обвинителство, тоа е институцијата на која што Македонија верува. Во таква ситуација, неговиот прв ешалон би можел да помисли дека да, тие нема да се спасат од евентуални, бидејќи се осомничени во злосторничко здружување, тие не се осомничени во индивидуални криминали, и тие може да направат еден гест во кој што Груевски, кој што и е параноичен, сега веќе би можел да има причина за вистинска параноја, дека Груевски, дека Јанакиевски, Јанкуловска, Ставревски во некоја потенцијална иднина би можеле побараат заеднички адвокат и истите бомби да ги употребат како олеснителна околност, затоа што во нив имате разговори од кои што се гледа дека тие се извршители, често пати се и нарачатели, но често пати се само извршители на нарачателот Груевски. И тогаш тие да се свртат против него, не да бидат ослободени, туку да добијат олеснителни околности при нивните евентуални пресуди
во иднина заради наводните криминали, затоа мислам дека тој е целосно осамен човек и институциите што беа под негово раководство полека ќе се распаѓаат, институциите кои што се инсталирани, специјалното јавно обвинителство пред се е институцијата во која што граѓаните веруваат, а само една забелешка според мене, јас не сум песимист како другите граѓани. Според теоријата, деинсталацијата, односно чистењето трае многу пократко од што инсталирањето. Вие забележете од базичните човечки активности, чистењето трае многу пократко од што валкањето. Да сготвите еден ручек трае 3 часа, но да го исчистите тоа што сте го сготвиле трае 20 на минути. Деинсталирањето на Груевски нема да трае 10 години колку што траеше неговото инсталирање. Тоа ќе трае пократко. Ви благодарам на разговорот. Ви благодарам вам. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.